Значи, почнав да правам музика уште кога бев во средно музичко. Е, Прв инструмент што го фатив беше гитара, како што се гледа тука некој од друга страна. Ем, Гитара и уште како многу мал, не знам, 4-5 години, фатив гитара и почнав да свирам и некако така ми се разви љубов за музика. По патот завршив по патот на музиката. Завршив факултет во Софија за музичка продукција и менеджмент и се вратив во Македонија и продолжив да работам со македонски артисти до одреден степен на толеранција, поради тоа што нашата индустрија не е баш развиена како што верувам дека знаат најголем дел од луѓето. И како имав еден проект кој што беше од имам внук кој што работи како гейм девелопер. И пред некои 10 години, веројатно така околу 10 години, ми даде шанса да правам музика за игра која што ја развиваше он. Студиото се вика Game Oven од Холандија. И мислам затворено е, веќе не работат, као не развиваат игри. Беше активно во моментот и направивме една игра која што се вика Fingal. Таа беше за iPad. Да. И помина многу добро. Темата беше интересно е тоа да се спомне дека на почетокот као кога разгледувавме што да биде темата за музика, значи како да се дефинира идејата за каква ќе биде музиката, беше насоката беше 70 порно музика. И супер помина самата игра. И од таму некако го имав тој проект, јас продолжив да работам со артисти во Македонија, ама некако тој проект ми беше интернационален проект кој што многу добро помина. Во еден момент се пресели во Копенхаген и сакав да работам било што со музика. Значи не ми беше толку важно. Таму ја запознав Деана, која што имаше компанија која што се вика Napno Games. Мислам дека беше на некој од претходните стримови. И правевме муавет за што може да се, нели како може да се најдеме во индустријата, поради што они имаа поради тоа што имаа студио за game development. И така некако тргна приказката, се вработи во Напнок, ги направивме Frentix и Chim Party таму и во еден момент нели се продолжува понатака. Сега во моментов работам за една компанија која што се вика Half Past Yellow, исто така се наоѓа во Копенхаген. Развиваме малце поинаков тип на игри. Последниот проект ни се вика Time on Frog Island. Се уште не е излезен, ќе излезе за кратко. Негека на крај на овој месец, мислам дека. Кој што е занимлив проект да се работи на поради неколку причини. Се сакам да навлезам во кои се основни принципи за создавање на музика за игра и како од самата идеја, значи од самиот почеток, од самата идеја која што имаш и како да се создаде таа идеја до завршен производ и кои се фазите низ кои што се поминува. Ќе пробам све некако да го искажам во
да го компресирам и да биде разбирливо, не знам како ќе излезе на крај, меѓутоа ќе имате шанса да поставите некое прашање, ако нешто не е јасно, ќе ме нели, ќе ми го поставите прашањето, ќе пробам да ви го одговорам најдобро што можам. Значи, кога се почнува да се прави музика за игра или една игра, се почнува со фаза на создавање на прототип. Создавање на прототип значи имаш некаква идеја за каква сакаш да биде играта, значи во која насока да биде, дали ќе биде first person, дали ќе биде third person, дали ќе биде arcade, значи има различни стилови на игри и сега кога ќе имаш некаква идеја, тоа се седнува, се прави, се запишува, значи се прави некаква форма на папир. Играта најчесто треба да функционира на хартија пред да почнеш да играш, пред да почнеш да создаваш било што. Значи да има некоја механика која што функционира на папир. Извинете. Кога ќе се создаде тој прототип, се влегува во предпродукцијска фаза. Значи се одредува, окей, ова е прототипот кој што сакаме да правиме и влегуваме во предпродукцијска фаза. Предпродукцијска фаза, значи треба да се пронајдат кои се насоките во кои што треба да се развие таа игра, односно треба да се развие таа музика во овој контекст кој што сега го зборам. Во прототип фазата и во предпродукцијата се поставуваат некои како да ви кажам, постулати, значи некои работи кои што треба да истрајат во проектот од самото поставување се до крајот. Се поставуваат аудио формати, значи во кој формат ќе бидат асетите, музичките асети и звучните ефекти исто така. Се поставуваат ограничувања во насоката, значи окей, сакаме да биде понака хип-хоп, да нема нешто многу гитари, значи се одредува на кај која насока ќе се развива, ќе се проба да се развие музиката. И истражување на потенцијални насоки за развивање. Што значи тоа? Кога имам еден концепт на игра и сакам да пробам како би звучало да создадам музика во хип-хоп жанр или во рок или во амбиентален жанр на музика. И тоа се прави во предпродукцијскиот процес. Затоа што предпродукцијскиот процес е процес на истражување. Значи, таму се истражува што може да функционира, што не може да функционира. Сакаме навака да идеме, не сакаме навака да идеме. Значи, сите тие работи се прават во предпродукција. Конкретно, например, сега започнуваме нов проект, поради тоа што Time on Frog Island веќе е во процес на издавање. И во оваа фаза, сега сме во фаза на предпродукција. Гледам некаков артворк, гледам некаков прототип пред мене. И тој прототип ме инспирира да направам ваква или онаква музика. Во согласност со тимот, значи тоа е во комуникација, не одредувам јас, сакам ваква музика да направам, па ќе направам ваква музика и тоа ќе биде најбоље. Не функционира така. Значи, правиме чекор, правам една или две траки кои што се во насоката во која што сме комуницирале, например, со дел од тимот. И правам 2-3 композиции кои што се во насока во која што ја мислам дека треба да се иде. Правам 2-3 композиции во насока во која што со друг дел од тимот сум комуницирал дека можеби би одговарале за оваа игра. И сите заедно ги преслушуваме, гледаме кои делови од тие композиции
кои делови од тие композиции највеќе лепат со тоа што сакаме да го добиеме и ги тргаме само тие делови и од тие делови кои што ќе ги избереме, создавам некои нови композиции кои што се врз основа на значи низ инспирација од овие делови кои што веќе сум ги создал. И така се прави еден круг. Кога ќе стигнеме до може некогаш да е и само една композиција која што е вистински лепи со тоа и тоа е тоа кое што го сакаме, ја земам таа композиција и ја анализирам. Ја анализирам зошто звучи така како што звучи. Што сум употребил, кои инструменти сум ги употребил, каква хармонија сум употребил, каква мелодија сум употребил, која е релацијата помеѓу сите тие работи. И врз основа на тоа создавам стил. Ако имате можност да ја играте Time on Frog Island, ќе видите дека целата го имам проектот отворено, ќе пуштам понатака како е создадена кога ќе стигнеме до тоа. Ќе видите дека целата игра има многу специфичен стил. Значи целата игра од почеток до крај има еден стил на музика кој што се провлекува. Различни се композициите, меѓутоа има нешто кое што го спојува целиот материјал. Чекај да видам што имам тука. Да не застанувам на една работа премногу време. Да. Исто така во предпродукцијата се поставува инфраструктура и пайплайн, значи како ќе се движи создавањето на музиката. Некогаш, на пример, сум имал проекти кои што сум ги работел, кои што побарувале жива музика. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да имам некаков план, како пайплајнот ми бил ваков. Ќе седнам, ќе направам композиција. Таа композиција после ќе треба да претворам во ноти. Значи, после нотите треба да отидам, на пример, тогаш живеев во Копенхаген, а студиото за снимање, за продукција ми беше тука. И ќе ги направам нотите таму, значи ќе завршам целата предпродукција за конкретно тоа парче. Ќе дојдам во Македонија, ќе уснимам. Од сниманиот материјал ќе се вратам назад и ќе почнам да го продуцирам, да го миксам, да го едитирам, нели, сите тие фази. Значи и секоја игра си има посебни побарувања за посебен вид на пайплайн. Значи кои се процесите кои што треба да помине таа композиција за да стигне од идеја до финален производ. Во гейминг индустријата, мислам во создавање на музика за гейминг и комплетно, значи целиот процес на развивање на една игра, многу е битно да се има некакви поставки за именување на асети. Тоа значи дека ако имам музика која што е во леери, некогаш се работи, на пример, музиката која што се создава за играта, не секогаш е линеарна, не знам како да го објаснам, не секогаш е во еден файл, него може да биде басот тука, па после во друг файл да бидат гитарите, па во трет файл да биде ова, и се создаваат многу фајлови. Значи знае да се создадат стотици фајлови, а да не брамуваме за звучните ефекти, пошто звучните ефекти имаат многу повеќе фајлови од музика. И мора да се има одреден концепт како ќе се именуваат тие фајлови. По согласност, нели, јас сега се договарам со тој
кој што ги работи звучните ефекти, како ќе почнеме да ги именуваме фаиловите, затоа што многу пати сме потврдили на оваа стапка, заради тоа што ајде, знаеш, цело време убрзање, као ај сакам да ги направам песниве, тоа ми е битно, и не ги именуваме фаиловите, само ги ставаме и на крај кога ќе треба почне, кога ќе се влезе во продукција, а веќе имаш изработено фаилови, све тоа станува каша и благо препорачувам, значи да се внимава, многу е битна оваа ставка за да се чува целиот проект во некаква хиерархија, да се чува проектот добро организиран. Мислам дека тоа е екстремно битно кога се работи со музика за игри. Добро. Сакам да отворам, сега сакам да го отворам проектот за последната игра и да ви објаснам зошто изгледа како што изгледа и зошто сум одлучил да преземам некои одлуки за стигнам до финалниот продукт. Имало повеќе патишта, сум го избрал овој, ќе ја објаснам зошто и која е целта на моите одлуки. Сега ќе го отвориме проектот. Горас, дали може режија, дали може да добијам... Чекај да видам само дали сум добил, пошто не знам. Да, добил. Одлично. Вака. Значи, ова беше краток introduction за предпродукција. Не верувам дека ќе успееме да фатиме да објаснам што се случува во продукција и во постпродукција. Меѓутоа, сакам да ви доловам како изгледа еден проект кој што е создаден за игра, или музика за игра. Идејата тука на почетокот беше како да го поставам проектот, како да направам проект кој што ќе ми зима најмалце време технички и ќе ми даде најголема креативна слобода. Тоа што значи? Дека за секоја композиција која што сакам да ја направам, веќе да ми се сетирани сите работи. Значи, веќе да имам поставено да ги имам поставено сите инструменти, да го имам поставено шаблонот, да имам поставено темпо трака, значи буквално секој пат кога сакам да правам музика, да седнам и за една секунда од кога ќе го отворам проектот да почнам да правам музика, без да имам никакви технички потешкоти. Има два начина да се постави тоа. Едниот начин е да отвориш еден проект, ја работам во Cubase, да отвориш еден проект и во тој еден проект да изработиш целата музика за игра. Има лимитации, ќе ги кажам кои се лимитирањата. Вториот начин е да секоја од овие композиции кои што се направени, например, ова една композиција, да е во посебен проект во Cubase. Исто така и тоа има лимитации, ќе ги кажам кои се. Во првиот случај, во овој случај, лимитациите се што ќе добиеш еден проект кој што трае, до тука ми е нека 2,5 сати, ќе биде многу долг и начинот на кој што се работи, начинот на кој што се едитира во вакви проекти е многу специфичен, пошто се е MIDI. И втората лимитација не можеш да менуваш темпо, меѓутоа нема да биде, не знам како да го објаснам, покомплицирано. Се може да се направи, меѓутоа
ако направиш темпо трака и ако смениш темпото, после ако ја помериш таа композиција лево или десно, темпото ќе остане на истото место кај што било претходно, композицијата ќе ја смени локацијата. И некои технички потешкоти кои што треба после тоа ќе стане многу комплицирано да се води ваков проект ако се менува темпо. За среќа, во оваа игра одредивме одредено темпо кое што се проникнува низ целата игра и окей. Значи функционира. Не секогаш, не за секоја игра. Конкретно за овој проект сметав дека е окей и дека може да се изведе на овој начин. Кога се работи со волку големи проекти, едитирањето е мора да технички да си подкован и да бидеш спремен ментално што ќе ти се случи во процесот на едитирање, поради тоа што ова се огромни проекти, се вака ќе ги покажам да видите, ќе ги отворам сите проекти во еден опа. Чекај малце. Ќе го отворам проектот во едиторот, MIDI едиторот, така се викаш? Ајде бе, не заебај се. Кај ми е овој файл? Не можам да го најдам. Добро. Чекај вака да видиме. Делче. Вака изгледа некако. Значи едитирањето изгледа вака. Сега ова се, не знам, 5-6 инструменти кои што сум ги отворил и сега динамиката и све целиот секоја нота треба посебно да се размисли како сакаме да звучи. Значи ова се velocities доле кои што се наоѓаат, значи колку гласно секоја нота, па кој тимбер ќе биде за таа нота која е толку или волку гласно. Значи едитирањето е најголем дел од работата, од техничката работа, не зборувам за креативната. Креативната работа зависи колку си брз креативно и за колку време можеш да создадеш дела. Меѓутоа едитирањето е линеарен процес кој што мора секоја нота да се истретира така како што треба. Сега ќе ви пуштам нешто, ако сакате да чуете, да видите како звучи, само да изберам нешто. Ај ова. Исто така, пред да пуштам, сакам да ви кажам дека овие работи што се горе се викаат маркери. И сега секој маркер, многу е битно да се има прегледност. Секој маркер се отвара, значи мора да се создаде маркер. Пример, ако сакам да дојам во една композиција, сега сум на 10-ка, ако сакам на 9-ка да дојам, ќе стиснам на 9-ка и веднаш наоѓам композицијата која што сакам. Значи организацијата е есенцијална во вакви големи проекти. Ако немаш организација, ако сега не сум имал например, ако не сум ги имал маркерите, нема да знам која композиција што ќе треба да лутам. Да, на почетокот си мислиш дека нема потреба, ја знам ова е таа, разбираш. Ама овој проект се правеше година и пол. Ти за година и пол не можеш да запамтиш све што си направил. Значи секогаш мора да запишуваш и да имаш некаков редослед на работите. Ајде чуеме што се дешава дека.
Значи во стилот, кога го развивавме стилот за оваа игра, ни беше важно да е повеќе амбиентален, меѓутоа исто така и перкусивен. Сега, тие две се малце различни. Кога сакаш нешто амбиентално, обично се падови и знаеш големина некоја. Меѓутоа не е дека не можеш да направиш амбиентална музика која што е исто така и перкусивна. И сега тука беше борбата, знаеш, која е дозата? Која е дозата да е нешто колку треба да биде перкусивно, колку треба да биде амбиентално. Само да видам овој израз. Ограничување, така. Значи поставивме ограничување и ограничувањата беа нема да има нема да има падови, нема да има виолини, нема да има никакви жичани инструменти. И тоа ограничување ме натера да размислувам во одредена насока, која што е по-перкусивна, која што е по развлечена во однос на дилеи и реверби, малце така некоја ширина да се добие, а без да се употребува нешто што е толку густо, како на пример жичани. Ако поставам тука жичани инструменти, значи жичани гудени, гудачки инструменти, тогаш ќе добијат една густина која што не сакавме да имаме во играта. Сакавме да имаме малце попразен амбиент. Попразен и поперкусивен амбиент, ама пак да е од страната на амбиент, да не е песна. Знаеш, да нема таква форма. Пошто амбиенталната музика нема баш форма на песна и така формата, во однос на формата е повеќе во амбиентален дел. Сакам да ви пуштам уште некоја ствар за да видите, да може да ги склопите колку суштина се истите инструменти се, различни композиции, ама звучат, имаат нешто кое што ги поврзува. Чекај да видиме сега, не знам. Да. Не знам дали го осеќате тоа, не знам дали може да го слушнете од две композиции, меѓутоа целата музика која што се наоѓа во играта е во овој контекст. Во овој контекст повеќе или помалце. Имавме издадено
Значи суптилни се овие разлики. Имавме издадено пролог, тоа значи предиграта, као не знам, као демо, може да се каже. Сега не се вика демо, се вика пролог. И требаше да биде не слично, не требаше да биде исто како играта, ама да има нешто што е различно, пошто се случуваше, прологот се случува на еден друг остров од главната игра. И создадов, мислам дека 6 композиции, кои што се многу слични на овие. Меѓутоа имаат нешто што е различно. Многу е суптилна таа разлика, меѓутоа има разлика. Можеме да ви пуштам од тоа да чуете, не знам како ќе ви се допадне таа ова, да видиме. 29-ка. Това се вика Something's Off. Значи е истиот концепт, истата игра, меѓутоа малце нешто е различно. Нешто имаат многу по, не знам, специфични се. И например кога ги биравме за главната игра, ги предложив и овие 6 композиции да идат као направени се, добри се. Ама кога ги ставивме во контекст на другите композиции кои што се направени, кои што беа направени претходно за главната игра, усетивме дека овие имаат нешто различно. Се двојат за нијанса се двојат. Зошто? Не знам. И така. Има некоја разлика, суптилна е. Кога се работи проект кој што трае година-две, после одредено време се осеќаат некои суптилни разлики, пошто многу време се поминува на тој проект и знаеш, една нота која што не е баш таму кај што треба да биде во однос на стилот станува многу очигледна. А претходно не била. Сега е. Сакам да зборам малце за работи кои што сметам дека се многу важни. Ако некој се одлучи никогаш да работи, уопшто мислам дека во game development индустрија, ама ајде да кажеме дека сум повичен да зборам за музичката страна од тоа. Мислам дека една од најбитните работи кога се работи во тим за мене после долго искуство е тимот да ти верува апсолутно и ти да му веруваш на тимот. Значи ако ништо од ова што го гледаме денеска, ништо од тоа што сум го создал не би било возможно ако не сум имал тим кој што ми верува и апсолутно кој што му верувам јас на него. Затоа што ако имаш тим кој што не ти верува, тогаш се создаваат фрустрации, се создава чувство на пониска вредност, кога константно си под лупа и кога си константно правиш нешто кое што не е доволно добро. И таков начин на работа не вродува со плод кој што е
добар. Значи, ја не сум видел нешто добро да излезе од тим кој што не функционира како што треба да функционира, кој што нема доверба помеѓу себе. За среќа, еве се, скоро во сите фирми во кои што сум работел сум имал апсолутна доверба и сакам да спомнам еве во последнава компанија која што работам во Half Past Yellow, мислам дека круцијално беше да имам апсолутна доверба од тимот и тимот да има апсолутна доверба да му верувам, за да можам да бидам слободен и да ги создадам делата кои што делата кои што сакам да ги направам на начин на кој што јас одлучувам во согласност со целиот тим. Значи, не знам како да го објаснам ова подобро. Се договарам да создадам одреден број на дела во оваа недела, во следната недела. Како ќе ги создадам, кој е процесот за јас да стигнам до тие, за тимот малте не е небитен. Зошто? Заради тоа што ако јас тоа што го давам во дадениот рок, значи тоа што ќе го предадам во дадениот рок е со одреден квалитет кој што е очекуван и е креативно исполнет, значи сум го донел тоа кое што требало да го донесам, тогаш јас имам некаков начин како да стигнам до тоа. И тимот мене ми верува и ме остава да го направам тоа што го правам најдобро. Најдобро е да имате таков тим, кога во одреден сегмент тимот ќе се меша во тоа како ти стигнуваш до тоа креативно решение, пошто јас може да стигнувам до тоа креативно решение на многу различни начини, како на пример, не знам, сакам да шетам. Еве јас многу често ќе отидам во парк или недека и си дремам цел ден. Дремам. Во позадина си работам, си размишлувам за како сакам да ги изведам работите, како сакам да го направам таа секвенца. Се враќам и некогаш работата е 1 сат, 2 сати. За 2 сати ќе завршам работа која што и да седам во студио 8 сати не можам да ја завршам. Затоа што мојот процес е да се инспирирам. Кога ќе добијам правата инспирација, кога ќе созре идејата во главата, изведбата, значи технички сум способен за да работам доволно брзо, изведбата е многу едноставна, кога знам што сакам да направам. Не секогаш е така, некогаш е вака, некогаш седам во студио и работам 16 сати, некогаш правам нешто различно. Меѓутоа, тимот секогаш треба да верува на креативниот човек, како доаѓа до таа креација, како доаѓа до сопствената инспирација. Ова е совет кој што сум го научил во нистекот на годините, дека едно од најбитните работи е да тимот ти верува. Мислам дека тоа е генерално многу битно прашање. Чекај да видиме што сакав да кажам тука. Добро. Еве имам уште една работа која што го вклучува тимот. Еве сега на пример во овој момент развиваме прототип и тој прототип има некоја графика, па врз основа на тоа нели ќе направам некоја музика, меѓутоа мојата музика што ќе ја направам, кога ќе ја вратам кога ќе ја покажам во компанијата и кога ќе ја слушнат повеќе луѓе, од таа музика се инспирираат и прават некој арт. Значи се инспирираат и прават некаква
Како да го објаснам ова? Креативната енергија треба да кружи. Значи јас треба да ги инспирирам нив, они треба да ме инспирираат мене. Таков тим секогаш функционира подобро отколку да е сегрегирано. Значи, јас си го правам ова што сакам да го правам, они го прават тоа, па после кога ќе ги споиме, ако одговара, одговара, ако не ќе бараме решение. Тој циклус на инспирација, кој што е сите да се инспирираат од сите други, е многу дава многу подобар резултат. Барем тоа сум го увидел. На кратко, кога ќе се заврши со предпродукција, значи кога се знаат сите овие делови, сите овие прашања кога ќе се одговорат, како например на каде иде играта, што сакаме да развиеме, како сакаме да звучи, што сакаме да употребуваме, како ќе го структурираме проектот. Значи сите овие прашања кога ќе се завршат, тогаш се влага во следната фаза која што се вика продукција. Продукција фазата, чекај видиме колку време имам само. Океј. Продукција фазата се занимава со рафинирање на материјалот и создавање на нови асети. Значи, сега знам каква сакам да ми биде музиката. Значи, знам во која насока идам, знам како да ја како сум стигнал до тука, сум ги анализирал работите. Сега треба да произведам X број на дела кои што се инспирирани од овој постулат, од оваа не знам како да кажам, од ова дело кое што го гледам како инспирација. И нормално, од таму ќе има варијации во зависност од како ќе се развива играта, меѓутоа секогаш ќе се навраќаме на тоа едно дело кое што вика дека ова е стилот. И сега ќе ги гледаме другите дела како кореспондираат со тоа дело, за да секогаш останеме конзистентни со тоа дело. Ова го одговоривме. Исто така, да, во музичката, во гейминг индустријата, кога работиш музика, ќе имаш middleware. Middleware е нешто кое што комуницира помеѓу гейм енџинот и тебе као композитор. Значи, алатка за комуникација помеѓу тие две работи. Јас се користам Fmod. Изгледа вака. Овде кога си ги ставам песните, има параметри, значи како сакам да се пуштаат, да се изведуваат, и од тука програмерите ја зимаат таа музика и ние ги викаме тие тригери, значи ја пуштаат или прават одредени работи со нејзе како сакаме да зависи што сакаме да постигнеме. Многу работи кажав, уште многу работи сакам да кажам, а немаме баш толку многу време. Како се користи, зашто следува? Добро. Главно поминавме пар работи. После продукцијата, значи после тој дел на создавање, на склопување на играта, на сите компоненти да работат едни со други во сите правци, пошто музика за гейминг не е линеарна, значи не можеш да ја пуштиш и да иде напред само. Сите овие делови може да се исклучуваат и да се вклучуваат, ако одберам јас така да правам музиката за играта. Во овој проект не сум одбрал така, ова е еден файл кој што се пушта, меѓутоа има начин како да се постигне тоа, значи да се направи во леери и да функционира и од едната страна и од другата страна, значи треба да функционира на многу различни нивоа, затоа што е динамички. Кога играш игра, не е тоа како се вика, не функционира како филм, него ти избираш кои покрети ќе ги направиш и музиката треба да те прати во однос на тоа. После продукцијата, после сите овие стапки, се доаѓа во постпродукција. По постпродукцијата најчесто се чистат асети, значи треба да се исчисти овој проект. Овој проект, например, траеше многу подолго, имав
измеѓу имав ствари што сум пробувал и сам на крајот на играта сум избрал што ќе иде во играта и другите работи сум ги земал и сум ги исчистил, значи да можам да функционирам низ проектов без никаков напор. И на крај од све, секоја платформа која што се на која што ќе излезе играта има технички документ за гласност и за како треба да звучат фајловите во играта. Збориме конкретно за музика. Тој се вика технички документ и секоја платформа има некои мали разлики, некојаш и не се толку мали, низ кои што ти треба да го измиксаш, значи да го спремиш билдот, да го спремиш билдот од страна на музика, да кореспондира со тие технички побарувања. И после тоа поминува технички преглед, не знам како се вика тоа, и се одобрува за отпуштање, за релиз. Значи, на кратко, од почеток, од самата идеја, значи како се започнува, како се наоѓа предпродукцијата, па како се влага во продукција и на крај кој е последниот чекор, нели пред да излезе кои работи треба да се направат. За секој од овие работи имам бесконечно да зборам на тоа. Меѓутоа, толку не е времето. Не знам дали имате прашања и дали има време за... Имате прашања. Фала ти многу. Не знам како звучиш ова, баше, ја онака сад време некој да ме пушти да зборам за оваа работа. Знам, имавме претходно еден дечко Илија Цветковски, тој човек не можеше да го тргне од микрофонот, така што едноставно кога ќе фатите да правите муабет за тие работи, онака. Има прашања. Значи вака, Драган Станковиќ Драш прашува, повеќе сакаш да твориш оркестрална композиција или малку помодерен шмек во игрите кои ги правиш? Што ти би одбрал? Дали си отворен за коучинг или некој вид на менторство доколку некој ти се обрати за истото? Вака, значи, мојот сон во животот беше да работам на музика за филмови. И се уште голем дел од желбата ми доаѓа тамо. Значи, оркестрална композиција ми е така имам посебно чувство за тоа. Сакам да работам и модерни работи, меѓутоа оркестралната ми е така повеќе некако ми... Поготово во денешно време оркестрална музика може да се прави со фузија на некаков помодерен електронски призвук во тие, и тоа ми е натаму ме води, имам многу материјал направено во тој контекст. Дали сум отворен за менторство? Да, секогаш. Поготово за луѓе кои што сакаат вистински да навлезат. Знаеш, зависи, исто така зависи на тема, зависи на кој ниво, пошто од почеток не знам дали би имал дали би бил добар, али малце ако се понапредни Да, мора да има презнање некој за да може да компонира во принцип човек. Така. Да. Тестерни е темелен дечко или девојка. Ќе почнеме прашање по прашање. Поценета ли е музичката професија во игрите? Не. И да и не. Сега ќе ти кажам зошто. Во фирмите во кои што јас сум работел, ја немам искуство дека е поценета. Затоа што тимот секогаш ме валидирал како еднаков член. Дали сметам генерално дали е така? Да. Знае да биде така. Знае да се многу голем дел од игрите, музиката и ефектите ги развиваат на самиот крај. Значи 2-3 месеца пред да изгледат играта и тогаш се прави. Од тој аспект, да. Меѓутоа јас секогаш сум работел на игри кои што се почнувало да се развива играта во моментот кога се развива прототипот. И тоа е, мислам дека многу поразличен производ се добива на крај. Добро. Дали експериментирате со фреквенција и такт во музика со цел да доловите некакви чувства полесно? Секогаш. Па тоа ти се алатките. Значи нема,
Тоа се алатките, мислам, хармонија и хармонија, мелодија и ритмика. Значи само со тие алатки имаш. Што Спомнавте MIDI. Дали MIDI или MP3 универзален файл теп или доставувате алтернативни верзии? Чекај маца, MIDI, значи MIDI не е MIDI е дигитален формат, како да го објаснам, MIDI не е формат кој што можеш да го добиеш како да го слушаш на било што. MP3 е, значи MP3 кликаш на било кој плеер, го слушаш. MIDI е како работам во, не знам како да го објаснам, спомнавте MIDI, ама и двете, не знам, и двете. Ако работам нешто со MIDI, значи гитара која свирам, никако не можам да ти ја дам MIDI, пошто е одсвирена аналогно во WAV формат во програма. Така, MIDI, тоа е, убаво се каже MIDI, тоа е дигитален киборд, клавиатура мора да добиеш да удриш. Да, Така. е различно. Дали има лимит на големината на звучен файл, пример 1 минута или киломегабајти или колку киломегабајти би бил? Претпоставам во однос на игра тоа. Мислам дека освен ако не е мобилно. Ви нема и има. Тоа ти е во договор со стручниот тим, значи со тек тимот, одредувате, пошто се што ќе ставиш во играта за да се пушти, ќе влезе во RAM на некоја конзола, на некој компјутер. Значи, кога се лоудира играта, се лоудираат тие работи. Сега ти ако ставиш нешто што е екстремно големо, значи ќе земе, не знам, 20-30% од лоудинг тајмот, не е исплатливо, така. Затоа се работи со фајлови кои што не се преголеми. Не можам да ти кажам, значи 1 гига 200 мегабајти, значи не функционира баш така, во зависност од тоа што сакаш да постигнеш. Меѓутоа секогаш се гледа колку кошта тоа во однос на RAM, во однос на процесор, во однос на сите тие работи. Мора да имаш и некакво предзнаење програмерско веле за како функционира тоа, односно во однос на техничко предзнаење, да речеме. Не. Ви, ова е многу едноставно. Значи, ставиш голем файл, многу поише чекаш, као префрлање на работи, као кога префрлаш од хард диск, така. Сакаш да префрлиш мал файл, префрлаш одма, се пушта играта. Сакаш да префрлиш огромен файл, ќе чекаш 15 минути па ќе го пушташ. Сега што ти е окей, повеќе секвенции, значи лоудинг тајмот да е они имаат различен начин како ги вреднуваат тие работи. Меѓутоа, скоро никогаш не сум дошол во ситуација каде што аудио фајлот бил некаква ставка. Пошто најчесто графиката е таа која што има екстремно која што повлекли. Да. Даниела, дали имаш ти некој прашање можеби? Чекај, одмутирај се. Не. Ето го. Ти живееш во Македонија, работиш во Копенхаген, така? Не. Делум. Јас живеам и ваму и таму. Значи бев многу активен и живеев некои 5 години таму константно. Меѓутоа кога почна пандемијата, почна да се враќам тука. И тука имам студио, таму имам студио, значи имам опции каде да седам. И сега некогаш, сега ќе летам на 9-ти, летам таму, имаме релиз парти за играта, за ова Trading Time. Не се вика Trading Time, чекај да не утнам. Time of Forgotten. Не, тој е работен наслов. Trading Time не е работен наслов и нема шанси, значи да го извадиш од глава. Да. Летам натаму и работам, таму имам многу другари. Таму малце различно функционира од тука поради тоа што углавно другарите ти се од браншата во која што работиш. Мислам, ќе имаш надвор од браншата другари, меѓутоа ќе бидат многу помалце. И се дружиме, константно се дружиме. Значи, моите другари најголем дел се од луѓето со кои што сум работам. Претходната фирма у Напнок имав многу другари кои што се работат во други фирми, па споделувам искуства, пиеме, се зезаме, значи све таков working buddies.
Да, ама тоа ти се другарите, пошто поминуваш по 10 сата со нив секој ден и сакаш да идеш дома и после не ќеш да идеш со други другари да се дружиш, него доста ти е, текне, сакаш да седиш сам. И најголем дел од другарите што најголем дел од времето кое што сум го поминал со луѓе кои што сум работа. Фала ти многу на твоето предавање, како што реков, имаш материјал за зборење со сати, но тука сме Да. ограничени на 1 час од прилика. Ја си издвоив Ам. тоа што мислев дека можам да го поминам. Сега некои работи може да не се баш најјасни како ги презентирав, меѓутоа ќе имаме друга прилика и можеме да влеземе малце подетално